Итно да се стопира изградбата на гасоводот бараат од иницијативата Го сакам водно. Ако тоа не се случи, најавуваат нови протести. Вела дека досега имаат испратено на 30 жалби во кои има укажано за низа пропусти и недозволени состојби. Страшна манипулација од страна на државните институции, односно инспекции, се случува бидејќи или восстановуваат дека не се надлежни, или дека нема никакви пропусти, а свесни сме и ги гледаме пропустите и им ги посочуваме цело време. Например, на истечена дозвола за сеча, ние немаме реакција од инспекцијата. Велат се е во ред, ние не можеме да ги сопреме. Како? Кога е реалноста дека дозволата за сеча беше истечена. Вие реагирате, а тие продолжуваат понатаму со активностите? Да, апсолутно. Што ако и натаму останат глуви на вашите барања? Ќе излезете ли со... Да, секако ќе настапиме и со поригорозни протести. Според активностите, багерите се стигнати до стрмен и непрооден терен, а при градежните активности не се преземаат никакви мерки за безбедност и заштита. Изградбата на гасоводот продолжува според проект кој има правосилно одобрение за градба со сите потребни дозволи, се огласи од МЕР. Ако има сомнеж за повреда на законот, ги повика активистите да се обратат до институциите. И додека еколозите изразуваат отворено сомневање дека инспекциите ќе реагираат на кршењето на прописите за градење, загаденоста на воздухот на голема врата се чувствува особено во вечерните часови. Од коалицијата ОДВА реагираат дека се уште нема одговор од надлежните за неработењето на мерните станици. Дел од мерните станици беа на редовното годишно калибрирање, односно сервисирање, и во текот на летото немаме добиена никаква информација и никаков одговор од Министерството за животна средина што се случува, дали се сервисираат и кога се очекува да бидат повторно ставени во функција. Како и до сега, изгледа дека ќе зависиме исклучиво од временските услови, значи колку ќе има магла, колку ветер, дожд, снег. Со еден збор треба да се молиме на Бога за загадувањето да не биде толку големо. Така личи. Секоја сабајле или секоја вечер ќе гледаме временска прогноза и то надеж за повеќе ветер или за повеќе дожд. Граѓаните дишат загаден воздух уште на самиот почеток на грејната сезона. 10 пати на дозволената граница изминативе денови беше во Центар, Бутел, Тетово, Гостивари, Кавадарци.